Благодарам, председателе. Почитуван представник, јас со вас нема да се согласам, затоа што верувам дека не се изразавте како што треба, зашто ако се изразивте точно, тогаш Господ нека ни е напомош на сите кои што живееме во оваа држава со такви стручњаци во Министерството за внатрешни работи. И сега ќе ви прочитам зашто. Вака вели: со предложените измени се намалуваат глобите на физички лица кои го нарушуваат јавниот ред и мир со карање, викање, непристојно и дрско однесување. И сега тука има како се намалуваат казните. И продолжува: кој на јавно место организира борба помеѓу животни и предизвикува негодување на граѓаните или ја загрозува нивната безбедност, глобата од 500 до 1000 евра се намалува од 500 до 150 евра. Ајде да земеме во обзир дека вашиот аргумент е точен и дека стручњаци во Министерството не ги утврдувале паушално казните, туку правеле анализа. Кажете ми која е анализата за следново: кој омаловажува државен орган, односно омаловажува или навредува службено лице на државен орган или друга институција, која врши јавни овластувања во вршење на службата, глобата од 600 до 800 евра ќе се намали на 50 до 150 евра. Ако службено лице од став 1 на овој член е полициски службеник, глобата од 600 до 900 евра ќе се намали на 150 до 200 евра. Дали вие разбирате што значи ова? Кои се стручњаците кои што го подготвиле ова? Дали знаете какви реперкусии ќе претрпат полициските службеници при постапување со вакви намалени глоби? Понатаму, кој не ќе се оддалечи од група на луѓе која овластено службено лице ја повикало да се разотиде во прилики кога јавниот ред е загрозен? Глобата од 600 до 800 евра ќе се намали на 100 до 250 евра. Дали знаете вие тоа што значи? Дека овластениот полициски службеник, дали е униформиран или не е униформиран, ќе повика одредено лице или одредена толпа, која што постапува спротивно на јавниот ред и мир, да се оддалечи од толпата или да се смири, имајќи ги во предвид ваквите ниски казни, дека тие луѓе нема да го послушаат, односно ќе ги мотивира да продолжат со действијата кои што ги прават во моментот. Понатаму, има тука кој овој стручњак, ме интересира мене, кој што дозволил да се намалат казните за уживање на наркотични дроги, психотропни субстанции преку розори, глобата од 200 до 500 евра ќе се намали на 100 до 250 евра. Понатаму, кој неовластено пука од огнено оружје, употребува пиротехнички средства или сличен експлозивен, или лесно запаллив материјал или на сличен начин го нарушува мирот и безбедноста на граѓаните, исто така и тука се намалуваат казните за овие дејанија. И понатаму, она што мене најмногу ми е симптоматично. Кој е тој стручњак во Министерството за внатрешни работи, кој што дозволил да се намалуваат казните, односно да се усогласуваат со сите слични деликти? Деликт како што е следниот: за лице кој што неовластено ќе отстрани, искине, замачка, оштети или на било кој начин ги озложи на подбив државните символи на Република Македонија, символите на припадниците на заедниците или истакне знаме или грб кој што не ги содржи обележјата пропишани со закон. Глобата од 1000 до 1500 евра да се намали од 100 до 250 евра. Јас разбирам дека во изминатиот период одредени владени представници демонстрираат антидржавно однесување. И тоа ми е мене совршено јасно, како што им е јасно и на граѓаните на Република Македонија. Од оние популарни договори кои што се потпишаа до предлозите за законите за личните карти и така натака и така натака. Ама ова, во држава во карактер како што сме ние, значи дека оние луѓе кои што не ги почитуваат државните символи или символите на другите заедници кои што живеат во Република Македонија, ќе може кога сака, на било каков начин или на било каков настан сака, да ги сквернави овие обележја, да ги повредува чувствата на сите граѓани кои што живеат во Република Македонија без разлика на национална, етничка или верска припадност, и при тоа да биде казнет само со, верувајте, од 100 до 250 евра. Сметам дека и ова предлог законско решение треба да биде повлечено од постапка, треба да биде преработено, и дека треба да се врати со глоби кои што можеби не по стариот закон, ама ќе бидат на висина, на тежината, на делото кое што го обработува овој закон. Затоа што доколку ова не го направиме, доколку го поминеме со овие предлог висина на казни, ние ги поттикнеме
однесување кое што е спротивно на заштитата на јавниот ред и мир и спротивно на оној мултиетнички карактер кој што го градиме со децении наназад. Благодарам.